Како да го воскреснеме новиот човек во нас? Знаете, вака Христос го представуваме цело време ние православните како љубов. Љубов која што не познава никакви разлики и ни во однос на боја, нација, народ, но гледаме дека самото православие во овој момент е многу поделено, за жал. И некако останува како да едно зборуваме во зборови, а друго го правиме во практика. Така да не се поклопуваат тие работи, за жал. Треба да знаеме една работа, дека должноста наша, зборувам конкретно за православните христијани, ние треба да бидеме доследни. Значи, битно е колку сме ја запознале верата, колку сме ја научиле верата. Исто подобно, тоа што сме го научиле, да сме го преточиле во живот, односно да сме го доживеале, да го практикуваме. Оној што знае малку за верата и тоа малку го доживува, го преточува во живот, го практикува, тој е оној вистинскиот христијанин. А може некој да знае многу за верата, а ако не ја живее верата, ако не ја практикува, тој нема да се спаси. Значи, не се спасуваме според знаењето, туку се спасуваме според знаењето и практиката на верата. Затоа, она што го рековте, расчекорот каде доаѓа, кога ние ја учиме верата, ама не ја практикуваме. Не може некој да се рече дека е вистински христијанин, православен, ако тој не ја посетува црква, ако не се отцркувил, ако не е на божествената литургија, зашто има еден канон кој вели, ако неоправдано на 3 недели едно по друго, неоправдано не дојде на литургија, тој се само одлачил од црквата, тој се изопшил од црквата, тој се откажал од верата. Значи, повторно треба сега да се враќа во верата, во која смисла да покаже покаяние. Покаянието сите го разбираат сосема поинаку. Покаянието е цврсто да признаеш дека си сгрешил и не само дека си сгрешил, туку дека тоа што си го сгрешил ќе го поправиш со правење спротивни на гревовите добри дела. Зборот беше односно помеѓу православните цркви кои што во моментот владаат. Во православните цркви тука имаме ние извесен расчекор токму во таа смисла што ние не се трудиме тоа што сме го научиле да го практикуваме. Пак доаѓаме на тоа. Ако вие погледнете во историјата на црквата православна, во времето на златниот период, а златниот период е на црквата во времето на светите оци, Василий Велики, Григорий Богослов, Јован Златоуст, свети Атанаси Велики, свети Кирил Александриски, свети Кирил Ерусалимски, свети Григорий Ниски и така натаму, тие свети оци, тоа се од 4-тиот и 5-тиот век. Тие свети оци, замислете каков живот живееле. Па тие не сакале да примат чинови, иако живеле свет живот и така натаму. Свештени чинови не сакале да примат, дури отпосле, откако црквата веќе скоро им наложувала дека треба да примат заради потребите. Но во истиот тој период ние имаме најголеми расчекори во самата црква и исто патриарси на Цариградската патриаршија, кои учеле погрешно. Еден Арие, свештеник од Александрија, во тоа време успеал да го залаже целиот христијански свет. Дури царот Константин по известно време паднал под влијание, па го гонел свети Атанаси Велики, столбот на христијанската вера и православие. И така натаму, што значи тоа? Тоа значи дека не се разбираме дека црквата сега треба, а и секогаш да ја спасуваме однатре. Не знам дали ме разбирате што сакам да кажам. Црквата, ние кога велиме дека однатре треба да ја разбираме, да се проверуваме ние кои што сме во црквата, дали сме вистински христијани, дали сме вистински владици или сме лажни владици, дали сме вистински свештеници или сме лажни свештеници. Едно кажуваме, а друго правиме. И тоа се однесува на сите. Истото важи за ѓакони и за секој верник. Што значи
Мора да ја спасуваме однатре црквата, зашто ние, еве како што кажавме, тоа не значи дека црквата пропадна во оној период, златниот период, кога свети Григори Богослов констатира дека нема ни една црква, храм православен во Цариград, над 1000 храмови кои што имал, кои што не бил заразен од таа верес на ариевската ерес. И ете, тој сега отпочнува одново, купувајќи, земајќи една куќа, ја претворил во црква, во храм, која нарекол Анастасија, што значи воскресение, и тој покажал вистински пример со својата вера, со својот живот и ги вратил сите одземени од аријанците црквите каде се проповедала таа погрешна ерес и сите стане пак христијански. Гледате, тоа е внатрешното, да речеме, внатрешното спасување на црквата. Однатре ја спасувал црквата со својот пример. Тоа истото важи и за нас и денеска и меѓу црквите. Каде е проблемот? Проблемот е што ние не сакаме да покажеме со прст кога некој ќе сгреши во верата. Не треба, можеме ние да бидеме трпеливи и се да не наречат нас со секакво име. И тоа но не смееме никогаш да не реагираме ако не наречат дека сме еретици. Светите луѓе можеле да бидат нарекувани лажови, лажговци, дека биле нечестни, дека биле вакви и такви, го понесувале, трпеле тоа, но никогаш не трпеле кога ќе им се кажало дека тие се еретици, односно погрешно учат за верата. Значи, тука е суштината на верата. Денеска е дојдено времето кога црквата треба да се спасува однатре, да се провериме и препровериме дали ние во црквата живееме вистински христијански живот. И тоа треба да го покажуваме, почнувајќи секој од себе да тргне. Не е целта и приказката да бараме грешник во другиот, но ние не мора да посочуваме за поединечните и ваквите гревови лични и така натаму. Но кога станува збор за погрешно учење за верата, тука мора да се покаже со прст и да се отклони погрешното учење за верата. Овие недоследности што рековте меѓу црквите, денеска се сушност како последица на веќе некои погрешни учења кои се јавуваат и денеска како што се јавувале во минатото. И тука не смее да се преминува преку тоа. При крајот на овој интервју би сакал да ве прашам дали се уште се водат разговори помеѓу Мопац и Цариград и докаде е признавањето и томосот? Ние од страна на Цариградската патријаршија сме во целиот свет огласени дека сме канонска црква, дека нема кај нас погрешни учења и дека ние очигледно дека живееме живот како црква кој што доликува на црква, бидејќи ние имаме и апостолски авторитет. Нашата црква е од времето на Свети апостол Павле па наваму. Значи 2000 годишно предание имаме, но тоа не значи дека ние денеска не грешиме. Оние што не грешат, тие држат црквата, а тие што грешат, кои да се почнувајќи од мене, сите тие веќе се изопштуваат, не се во црквата. Значи, тоа е најбитното. Со Цариградската патријаршија ние очигледно имаме недоразбирања. Недоразбирањата се по прашањето кои нема врска со верата. Кои се тие? Па тие се оние трите прашања што беа поставени, односно трите услови поставени од Цариградската патријаршија, дека ние не треба да се именуваме како земја Македонија, дека треба да не се именуваме како нација македонци и ништо македонско да не споменуваме, бидејќи тоа нам не ни припаѓало, тоа било нивно. Значи, тоа е погрешно учење. Тоа значи дека никош нема да добиеме томос ако стојат вака работите. Јас кажувам во што е проблемот. Вториот проблем е во тоа што покрај ова нешто нам тие ни даваат право да
се именуваме, а и тие не именуваат како Охридска црква, што ние велиме, тие можат да кажат за нас како сака, дали ќе нарекуваат Охридска црква или Охридска архиепископија и така натаму, ние не можеме да им наредиме како ќе не именуваат, но нема никаква врска со верата некого да принудуваш ти и да му речеш дека тој не смее да се именува со името кое што го чувствува и го носи, како што сме ние Македонска црква, како што се чувствуваме како нација македонци, како што се чувствуваме и како земја Македонија, бидејќи денеска не постои друга земја, друга држава, освен нашата држава Македонија. И сега тука е еден парадокс. Ние само сме држава Македонија, а немаме право, ни забранува да се именува, да ја нарекуваме држава наша Македонија. Ние само сме македонци, а немаме право да се нарекуваме македонци, да не можеме да кажеме дека имаме македонски јазик и така натаму. И третото што го спомнавме, тоа е всушност дека ние требало да се откажеме од нашата диаспора. Диаспората наша не ја создадува ни грците, ни србите, ни русите, ни романците, ни бугарите, никој. Ние си ја создадовме. Тоа се наши луѓе и ние организиравме диаспората, односно нашите црковни општини и епархии во диаспората. И ние од тоа не можеме да се откажеме, односно тие нема никош да се откажат од мајката црква, од Македонската црква. Тоа е недоразбирањето со нив, иако имаше уште и еден услов што ние го поставивме кога сослужувавме во Цариград, а тоа беше ќе сослужуваме со Цариградската патриаршија, односно со незините архиереи и свештенослужители, оние што ќе бидат на таа заедничка богослужба на Духовден, што беше 2022 година, под услов да нема на литургијата представници од така наречената православна црква на Украина, на која и беше додален томос за автокефалност од Цариградската патриаршија, која всушност наместо да биде причина за единство во православието, стана причина за поделба на православието, а и самата таа не се одржа во својата целина, зашто од неа се оддели еден од архиереите кој порано беше митрополит украински Филарет, така што и таа се раздели и кога се направи некаква споредба измеѓу неа и албанската црква, реагираше многу жестоко албанската црква и рече дека нема никаква споредба измеѓу ПЦУ и албанската православна црква, затоа што во албанската православна црква сите архиереи биле секогаш легитимни и завршницата, односно единството во самата албанска црква и во православието било на радост на православието и се изразило како единство, за разлика таму веќе имаме обратно на поделби и не само поделби на војна која не знаеме како и кога ќе заврши. Со други зборови, моментално се стопирани целиот процес на преговарање. Па ние нема што да преговараме за нешто што не може да се преговара. Ние можеме да преговараме за работи кои се преговара сега. Како да преговараме да се откажеме од тоа дека не сме тоа што сме? Па мислам, истата приказка е и за влезот во Европската Унија. Влезете во Европска Унија, ама не како македонци, не како македонска нација, не како македонска земја, не како македонски народ, па не знам како, никакви. Кај да влеземе? Ќе продолжиме да сослужуваме со останатите православни цркви? Ние си продолжуваме и сослужуваме и ние нема причина да не сослужуваме, освен со ПЦУ, православната црква во Украина, со која не само ние не сослужуваме, туку мнозинството од цркви не сослужуваат со неа и од Светагора, од 20 манастири, само 4 ја признаваат. Зборувам на Цариградската патриаршија, која бидејќи тие манастири се под јурисдикција на Цариградската патриаршија. Така што овдека е многу јасна и конкретна целата порака од наша страна, дека ние не држиме страна. Ние не се ставаме на страна
на црквите, те на руската, те на српската, те на ова, на она, или на грчките, ние се ставаме на страната на православието, на каноните. Каноните тоа не го дозволуваат. Кој од нас се бара и тука проблемот е јасен и конкретен, дека ние нема никогаш да отстапиме до тоа да се бориме за единство на православието и се што не на некој начин поттикнува и исто така не обврзува да го создаваме единството во православието, а не да бидеме причина за поделби во црквите. И така, во конкретниот случај, ние ќе останеме доследни, не да се врзуваме по некои линии на некакви поделби од една и друга страна, туку остануваме на она што е суштина на православието, односно каноните, верата, црквата и така натаму и се што она што ги обединува православните цркви и православието, тука ќе се наоѓаме и тука остануваме.